Почитувани, Филипче не е лидер, туку потрчко на Заев. Еден политичар на копче кој има единствена улога да го покрива и штити неговиот криминал. Тој е социопатски случај на лажго и манипулатор, додека штетата од неговото работење ја плаќаат сите граѓани. Димната завеса за тоа се измислените теми, измислените напади и наводните скандали. Една таква тема и темата со наводното населување на мигранти. На оваа тема се гледа лицемерието, грдото лице на Филипче и неговото манипулаторство и расипаност во политиката, наложено од неговиот ментор Зоран Заев. Јасно е дека мигранти нема да има. Но Филипче најави протести, измисли декларација и вештачка тема. И додека го прави тоа, целата јавност мора да знае дека Венко Филипче, како министер во владата на Заев, работел на отворење на мигрантски камп во Бардовци. Значи, единствениот актуелен политичар кој работел на населување мигранти во Македонија е Венко Филипче. Венко Филипче, активно како министер во владата на Заев, во 2018 година учествувал во носењето план за проект за изградба на прифатен центар на мигранти во Бардовци. Имено, во службен весник на Република Македонија, на ден 26.1.2018, број 16, страна 189, точка 1.6 стои, цитирам, еве го службениот весник, кај точката 1.6, ке цитирам, изработка на државно урбанистичко планска документација за прифатен центар на странци за потребите на секторот за гранични работи и миграции при Министерството за внатрешни работи на КП број 35, запишана во имотен лист број 2140 за КО Бардовци. Ова е тоа. И ова е поминато на влада и за тоа Венко Филипче гласал со две раце. Овие мигранти кои тогаш Филипче сакал да ги прими, се истите тие мигранти кои сега прават проблеми во Европа. Да не беше притисокот ВМРО ДПМН тогаш, денес ке имаше мигранти во Македонија. Венко Филипче и СДС имале партиска и државна политика за населување мигранти. И овој документ кој што само што го покажавме е доказ за тоа. Се додека Филипче е во опозиција, во Македонија мигранти нема да има. Почитувани, ваквото манипулаторство значи дека крадецот вели држете го крадецот. Кога човек со сомнителни морални особености се представува како праведен, а нечесен криминалец се представува како чесен адвокат на правдата и декларацијата за тема за мигрантски кампови се обиди само за спас на криминалите на Заев и Филипче. Тој е единствениот политичар во Македонија кој СДС го спушти на 130.000 гласови. Ја направи петата по големина партија во град Скопје, организира протест на измислена тема и нуди декларација за тема што не постои. Му препорачуваме да повика на марш за заштита на зимзелените дрвја на Марс, бидејќи колку што има зимзелени дрва на Марс, толку ќе има и мигранти и тука. Па од тука нека протестира и за тоа, кога веќе нема друга работа и на ваков расипан, гнасен начин го потценува сопствениот народ. Сме видели низ нашата историја како држава многу работи, но ваков карактер со вакви психолошки тенденции не сме сретнале. На пат е да го надмине сопствениот ментор. Неговата цел е да стане поголем Заев од Зоран, ако тоа воопшто е возможно. Но во клиниката на СДС за креирање заевци кои без образ и со низок морал се подготвени се да направат извршувајќи туѓи агенти и остварувајќи лични интереси, очигледно производството заглавило на истиот модел Заев 1.0. Народот јасно гледа, а членовите на СДС се срамат од овој двоец кој, освен што ја има киднапирано СДС, ја контаминира и Македонија. Предавничко криминалниот двоец ќе биде декласиран, а стравот од борбата против корупцијата која доаѓа не можат да го сокријат со измислени теми. Смрди од тука до Софија. Бараме да се извини за тоа што ја лажеше јавноста и граѓаните. Сите нивни лаги се распрсна како меор од сапуница. Ви благодарам.
Прашање? Господин Левков, во договорот за стратешко партнерство меѓу Македонија и Велика Британија има неколку одредби за соработка за спречување на илегална имиграција, имиграциони текови, илегални имиграциони текови. Дали тие одредби на некој начин се во доменот на оној договор со Фронтекс што имаме со Европската унија или тоа е нешто друго? Така е. Ви благодарам на прашањето. Најпрвин сакаме најостро да негираме дека во договорот со Обединетото кралство постојат било какви одредби кои што се однесуваат на мигранти. Она за кое што се зборува и добро го споменавте вие како дел од Фронтекс и ние го најавуваме и како влада и како власт е зајакнување на мигрантската политика, зајакнување на државните граници, зголемување на контролата на државните граници и тоа на повеќе начини преку зголемување на законодавна надлежност, зголемување надзор над границите. Самиот премиер најави по примерот на Safe City и Safe Country, еден проект кој што ќе овозможи и видеонадзор и зајакнување на сите гранични премини, кој што ќе значи не само контрола на илегалните мигранти, туку контрола при шверц или обиди за, би рекол, тргување со одредени недозволени субстанци. Појаките и поздрави, посигурни граници значат поголема сигурност за граѓаните. Затоа, злоупотребата на вакви теми сметаме дека е навистина штетна за општеството и за државата. И ја оценуваме како крајно манипулаторска. Уште еднаш, илегални мигранти и темата со мигранти е целосна измислица.